Синдикатот и се закани на владата да не смета на следните избори на нивна подршка, доколку без нив ги протнези измените на законот за трговија со кој недела повторно би станал работен ден во туристичките места. Председателот Дарко Димовски тврди дека владата ќе направи голема грешка доколку нив не ги консултира во носењето на се поизвестните измени. Моje легитимно право е да кажам дека до година или за година и пол си избори, па ние тогаш ќе се застанеме за до ние што не поддржува и додека не критикува опозицијата која не е во прилог да ги решаваме проблемите веќе како ние одработен однос, или кога не критикува власта дека ние бараме нешто што е пак за напредување на работничките права и не поттикнало опозицијата, значи патот е прав и ние немаме проблем. Од синдикатот се револтирани, бидејќи владата ни во намерата ги игнорира и тврди дека и ресорниот министер и останатите од нив се кријат работејќи на измените во темница и нетранспарентно. Да не се изгласува овој предлог измени во законот за трговија, бидејќи ние како социјални партнери не сме се договориле како што вели министерот за економија Кришник Бектеши и не сме известени за овие предлог измени во овој закон за трговија. Бараме да седнеме на економскиот социјален совет, кој е трипартитно тело од трите социјални партнери, да разгледаме што е. Значи ние немаме против ништо да седнеме да дебатираме по основ на тоа врз основен аргумент. Законот за неработна недела активен е од оваа година и со него беше предвидено да бидат иземени само 43 професии, нешто кое практиката го покажа како неодржливо. Поради ова, стигнаа бројни реакции пред цел туристичкиот сектор, пошто и владата ги почна подготовките за измени.